Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно ги анализираме состојбите во аграрот, нудиме новини од науката со цел квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде и во ова издание на Агроспектар. Ќе започнеме со состојбите во аграрот, времето како главен фактор секогаш е приоритет во емисијата, бидејќи земјоделското производство е фабрика на отворено и е целосно зависно од временските услови. Ќе понудиме и новини од науката, кон крајот на емисијата ќе следи прилог, затоа бидете и со ова издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро не дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Вие тоа што го веќе најавивте, секогаш во оваа наша емисија со времето како фактор кој одлучува за обстојбата во аграрот, ние секогаш правиме еден пресек и тоа реален пресек како импулс од теренот, точно времето како и колку влијае врз успешноста во земјоделското производство. Сведоци сме дека неколку години веќе наред имаме подмамување на вегетацијата со оптимални високи температури, што и оваа година се случува, и да ние март или април, кога вегетацијата е во полмек, имаме ниски минусни температури, каде што сите зелени они потерувања на растението, водата како фактор е значаен, и тука имаме мрзнење што последните 2-3 години, како што реков, се случува, да ние од праските имаме големи штети, од кајсијата, од калинката, другите овошни, тие сензибилни овошни видови. Но оваа година гледам, бидејќи сум секојдневно на теренот, гледам пак исто исполнување на температурните сумби. Бидејќи идната недела се чекат пак температури над 18 или 20 степени Целзиус. Тоа ќе значи повторно подлажување. Тоа значи подлажување и пак она стара песна да ние во март или април имаме ден-два со слана роса и така натаму и да имаме пак. Но рековме, времето е непредвидлив фактор према кој мора, сакали или не мора да се прилагодиме. За мене факт кој радува во овој момент, бидејќи следливоста ни е секојдневна, оние врнежи од дожд, за мене се голем оптимизам, бидејќи од оние контакти што ги имам со акумулациите со врните луѓе, скоро сите акумулации се веќе полни и дел од нив веќе прелива. Да, меѓутоа Тиквешкото езеро не е таква состојбата, нивото е доста ниско. Тиквешко езеро имаше голем недостаток. И второ, злоупотреба на одредени, имам такви сознанија, на користење на водата за електрична енергија и така натаму. Но до 22 март сме ние зима. Јас до тогаш верувам дека и Кавадаречкиот регион, бидејќи овие денови имавме врнежи, добри врнежи од дожд во целата држава, дека полскиот воден капацитет, оној голем недостаток кој беше од вода, веќе е саниран по однос на тоа дека имаме површини што стварно се добро снабдени со вода, имаме акумулации кои се полни, но тука морам да го кажам тоа, големиот недостаток и една немарност, би рекол, и на одстопанските организации, водостопанските организации, и на обичните земјоделските производители за рационализација на водата, и онаа што се случува сега со малку посилен дожд, ние имаме целосно поплавување на обработливите површини. Значи, заборавање оној систем од бивша Југославија, морам да го кажам, каде што секоја површина мора да има одводен канал, да секоја зголемена количина на вода, па чак и при наводнување и така натаму, се одседи и дојде во тој одводен канал. Одводните канали во Република Македонија, бидејќи одам по површините, се мисли на именка. Два брата кои имале две ниви, сега се борат за браздата кој да ја освои
браздата што треба да биде канал. Тоа е трагично. И наместо двајцата да остават по пола метар или метар и секој вишок на вода која ќе дојде, да нема асфикција или гушење или уништување на производството, таа вода да си се прибере во тие одводни канали. Тоа во Република Македонија е мислена именка и тоа мора ден порано да се направи. Тоа го зборувам од причина бидејќи еве сега најновиот председател на град Скопје се имаше доблес, претходниците нема воопшто на памет тоа дека Вардар во сред Вардар фрба како острово. Тоа е коритото на Вардар. Тоа треба да е место за собирање на секој вишок вода од страна. А не неисчистено корито или коритото со повисоко ниво отколку обработливите површини. Тоа е за жал присутно кај нас и на него не внимаваат воопшто оние луѓе кои зимаат личен доход во водостопанските организации, кои во текот на зимскиот период секде кај што има потреба и можности, тие треба да ја целосно оправаат одводната мрежа и при евентуални врнежи од дожд производителите бидат сигурни дека нема да имат губење на приноси, гушење на растенија од водите кои стојат по можда 20 дена во нивата и тука се уништува производството. Иако прогнозите најавуваа врнежи од снег, тие ги немавме барем во пониските предели, можеби во Западна Македонија, меѓутоа овдека само на повисоките места, ништо во градот и околината. Што вели долгорочната прогноза? Има ли надеж се уште за врнежи од снег? Долгорочната прогноза збори дека ние до 22 март ќе имаме уште многу промени на времето и со врнежи од дожд, па и од снег. Тоа е факт кој мене лично како стручњак од аграрот ме храбри, бидејќи сепак водата е двигател, она е основа во обстојба, успешна обстојба во аграрот. Без вода производство не бива. Сега, нејзиното рационално користење, дали од брана, дали од помали брани и така натаму, треба да биде тоа во самиот психолошки чин на секој земјоделски производител или стручњак. Како и на кој начин водата кога е најпотребна, а тоа е оние топлите пеколни месеци во текот на летото, да ние имаме во доволни количини да се наводнува. Тоа го зборам од причина бидејќи минатата година ние 100-120 дена немавме врнежи од дожд. И недостатоците од вода беа ептен големи и имаме голем губиток на производството. Едно е производството што го изгубивме од раните мразеви, а другото е од недостатокот на вода. Сето тоа е школа за сите нас во земјоделското производство. Неопходно е да се посвети поголемо внимание. Тоа го зборам искрено од причина што гледам сега во сите граѓани во државата. Доминантно место зима политиката, политички партии и препукувања и напаѓања. Наместо да се осврнеме кон земјоделието, до оваа година со водата која имаме, да имаме една целосна ревизија, неопходна ревизија и одговорност на нечесната приватизација што го уништи аграрот, тоа мора да се врати во една нормална состојба, да дел од млади луѓе кои имаат желба да се вратат, гледам тоа владата го потенцира, тие што сака да се вратат треба да имаат обработливи површини, а не да бидат дадени на поедини газди да зимаат субвенции, а површините не се работат како што треба. Тоа е за жал присутно кое мора да се санкционира и ред е да на аграрот му се даде правото место во оваа наша држава, ова наша парче земја, доколку сакаме подобри денови за Република Македонија со извоз на квалитетно производство на европскиот пазар.
Што е Тогаш ќе не посака нас Европа како земја членка. Што се случува во моментов? Градинарите се најактивни во овој период, веќе и лозарите и овоштарите започнати се со резидба. Што е друго актуелно во овој период? Факт е дека Струмица веќе повеќе од 20 дена има интензивни берби на љута пиперка. За кратко време ќе имаме веќе почеток на берба и на пролетна зелка. Но ова што се случи минатата недела, ова непредвидливо врнење на дош и големи количини на дош ги затекна дел од производителите неприпремени. Поред самите пластеници нема одводни канали и голем дел од пластеници беа поплавени, а веќе расадени со зелка. И тука имаме голема штета. Точно ради тоа што пред малку зборам, ради таа немарност прецена стопанските организации и обврска на секој производител да има своја одводна мрежа по однос на тој вишок на вода да може да се абсорбира. Инаку состојбата со временските услови е повеќе од поволна и пак сме напред со вегетацијата. Од минатата година 15 дена поранување имаме на берба на пиперката. Ако минатата година беше околу тука февруар, почетокот тој период, ние веќе 20-25 дена имаме берба на љута пиперка. Тоа е заради тоа што имавме навистина убави сончеви денови, каде што производството со поттик на топлата вода која имат обуслови да тие порано почнат со бербата. Инаку лозарите, голем дел од лозарите веќе имаат, вика да си помогнам, тие убави денови ги имаат искористено за кроење. Иако Свети Трифун сме веќе следни период кој следува за 10 дена, е традиционалниот дел на почеток на кроење на лозјата. Но не е наодмен тоа што убавите денови, дел од луѓето, немајќи што да работат, подат си помагаат фактички да навремено заврши со кроењето на виновата лоза. И за останатите овошни видови, праската, сливата, тоа е веќе, барем во Струмичкиот регион, веќе скроено, направено и се чека стартот на вегетацијата. А опасноста од пролетни мразови нели е поголема кога резидбата е завршена? Тоа е неспорно, ние во повеќе наврати збориме. Тоа е голем ризик сега што се крои, без да знаеме што следува до 22 март. Бидејќи кроењето е кроење судбината на дрвцето, што ќе роди, што ќе оставиш со кроењето. Ако ти ги сега направиш кроењата, оставаш 2-3 родни, 4 родни гранчиња, дојде ниската температура, нив ги уништи, ти немаш род следната година. Немаш избор за за промена, за на дополнување и затоа ние одиме на еден пострплив дел по однос на кроењето. Бидејќи со кроењето и потарувањето подобро се гледа која опција е потерано добро, која е квалитетно, која не е. И тука веќе имаш можности изборот да го направиш позитивно во насока за подобар род и поквалитетен род. Тоа е воглавно од теренот, но морам да кажам дека голем дел од земјоделските производители кои се уште обстојуваат на нивите, имаат големо разочарување од оние работи што се случуваат. Со ИПАР програмите сега не им се платени, бидејќи некој си зел за право тамата корупција да прави нечестни работи. А таквото нешто за жал или за наша среќа е се почесто каде што се откриваат тие ситуации кои со години од нечестната приватизација имаме и нечестни действија и коруптивни действија во тој наш аграр.
А нашиот аграр треба да си биде точно една целина по однос на тоа кој регион за која култура одговара и сето тоа да биде по најновите принципи и најквалитетни европски принципи и да излезат на европскиот пазар. Да ние се експонираме со тоа што го имаме, да го преточиме тие 274 дена, да преточиме типот на почва и сите други позитивни услови во квалитетна еколошка храна. А тоа ќе биде адут за Република Македонија да биде подхитно примена во Европската заедница. Ке продолжиме со прилог од науката, Вакси Плант, да го погледнеме прилогот, па се враќаме во студиото. Еве токму во овие едукативни емисии со прилог кој навистина заслужува внимание. Ние често во овие наши едукативни емисии збориме дека фитофармацијата навистина бележи чекори, и тоа позитивни чекори напред, во осовременување на користење на средства и што е најважно, анулирање на оние токсични творби кои до сега беа во фитофармацијата како главно оружје. И таа најава ја даваме подолго време, веќе почнавме со одредени биолошки препарати и ова недела ќе имаме итекако добро ново решение за она што во земјоделието значи многу. Успешна заштита, а од друга страна минимум резидуи. Денес кога збориме за нешто ново, тоа е новото од фитофармацијата, а се работи за Вакси Плант. Органски препарат, каде што активната материја е екстрахирана од Ламинарија дигитата. Тоа е морска трева која навистина со нејзината племенитост од она што го има како активна материја делува итекако успешно врз растенијата и подобрување на нивниот имунолошки дел. Ние ќе се потрудиме таквото делување, со механизмот на делување, со ефикасност и со сите работи да го уедноставиме во такви лабораториски услови, што е и цел да консуматорот, односно пременувачот на таквите средства, го препознае како негов сојузник во успешна заштита на растенијето. Генерално кажано, Вакси Плантот и најуедноставено кажано, Вакси Плантот всушност представува активна материја која нема токсични творби, а која го предупредува или го побудува имунолошкиот дел на растенијето да тоа имунитетот ојача и да нема можности на инфективен процес од болест. Тоа е навистина голема работа, која нешто е дело, како тоа рековме, на фитофармацијата. Вакси Плантот го стекна епитетот биофунгицид, производ за заштита на растенијата и се одликува со еден специфичен механизм на дејство преку кој се добива една стимулација на одбранбениот механизам на растенијето домакин и делува како фунгицид, бактерицид и делувањето е врз основа на зголемена отпорност на растенијето при сузбивање на бактериска пламеница, ервинијата, примерно, како што знаеме, каква е опасноста за
воопшто за производството, пепелницата, сивото гниење, краставоста, пламениците, со што тие го намалуваат производството во земјоделието. А со редовното и континуирано и квалитетно, стручно аплицирање на овој препарат имаме фантастични резултати, кое нешто во годините кои се пред нас треба да биде и главно оружје за квалитетна борба и заштита на растенијата од болестите кои се секојдневие и кои причинуваат големи штети. Рековме дека ваксиплантот, пазите колку далеко отишла фитофармацијата, од морската трева, тоа е ламинарија дигитата, е екстрахирана активната материја која се вика ламинарин. Сега, ламинаринот екстрахиран и формулиран во препарат ни дава за право да го опишеме како со својот механизам на делување тој делува во растението и растителната клетка. Во ламинаринот, во неговата молекула, во неговиот состав, структурно, се сместени елицитатори. Елициторите кои се во самиот препарат со апликацијата на овај препаратот во самото растение, тој се прикачува буквално за самата клетка. Еве тоа може овде да го камерата види. Прикачувањето на елицитаторите за протеинскиот, за тие рецептори на самата клетка и тие рецептори кои го попримаат елицитаторот, тука настанува побудување на имунолошкиот дел на растението да било кој патоген не може да ја изврши инфекцијата и да причини штета на растителните делови. Дали е тоа ервинијата, дали е тоа некоја друга бактерија, дали е тоа некоја пламеница, дали е пепелница и така натаму. Значи, тука имаме еден, со активната материја на ламинаринот и неговата апликација, тој буквално го ојачува или го предупредува имунолошкиот дел на растението дека тука има можности за инфекција. И тука, со таквото побудување, имаме ние резултат кој навистина заслужува внимание од примената на ваксиплантот во земјоделското производство. Ако кажеме дека ваксиплантот е универзален препарат, компатибилен, каде што тој може да се користи и во оранџериско производство, може да се користи во овощарството, лозарството, во сите и цвеќарството, што е многу симптоматично и постигнува фантастични резултати. И тука имаме навистина еден фантастичен чин на успешна заштита на сите растителни видови. Реков дека ваксиплантот со неговата одлика на широк спектар на делување има големи економски ефекти и значај за скоро сите патогени по одгледуваните култури. Ние ќе спомнаме сега, еве, една круша, како вид во Република Македонија, секоја година имаме ние проблеми со Ервиния амилофлора. Тоа е бактериска пламеница. И мора да кажеме дека крушата, навистина, ред години, ние имавме преку 270 хектари копачење на насади од круша заразени од ервинијата.
со примената на ваксиплантот, бидејќи од тогаш имаме веќе констатација кај одредени крушкови насади враќање на ервинијата. Ваксиплантот може да биде фантастично решение за ервинијата да не ни се врати. Со таквите третмани ние имаме веќе еден квалитет плюс заштита од ервинијата, што е, како што рековме, една многу опасна по крушката и дуњата, посебно гергелискиот дел, каде што има услови. Тука одгледувањето на дуња може да биде ризично, бидејќи ервинијата може многу лесно да нападне. Бидејќи ние, мора да кажеме тоа, пред низа години, ние се ја увезовме од Грција ервинија амилофлора, каде што се одгледуваат одредени садници, саден материјал, овощарство и така натаму, околу верија и така натаму. И тука ние имаме веќе една опасност, а таа опасност треба да ја ние препознаеме и да се заштитиме со ваксиплантот од таквите чинители кои можат да причинат доста големи штети. Значи, препорачаната примена и тие превентивни третмани кои се даваат уште од стадиумот на глувчи уши, значи тој чин на имунолошки побудување треба да биде, значи, систематски од кога растението почне со својот почетен развој, кога се ливчињата глуши уши, кога се почетокот на развојот пред цветењето, со апликативниот дел ние постигнуваме веќе еден јак имунолошки ударен одбранбен систем, каде што патогените кои во тој период поради промени на време, поради развој, циклусот на болест и така натаму, може лесно да биде нападнат секој вид. Бидејќи кога е фаза на цветење или почеток на пораст, секогаш растението е отворено и можноста, поради временските прилики и неприлики кои се јавуваат, можноста за инфекција секогаш е поголема. И затоа ние мора будно да следиме и ваксиплантот да дојде во тие периоди да го покрие тој период со ојачување на имунолошкиот дел на растението. Кога збораме за употребата, квалитетот на секое средство кое се аплицира зависи од тој прав, практично стручен пристап. И ние за секое средство збориме. Секое средство кое дошло на рафтот на продажба, хемиските индустрии вложиле многу пари. Дали се 5 милиона долари или повеќе, со повеќе годишни експериментални испитувања, се доаѓа до таков екстракт, да кажеме, од ламинарија дигитата. И тоа мора да се почитува, бидејќи со тие експериментални повеќе годишни испитувања утврдено е концентрацијата или дозата која треба да се употреби, времето кога треба да се употреби, микронизација на честиците при кои треба да се употреби за целосен опфат на растението и, како што рековме, да тие тој механизам на делување и активирање на елициторите и прикачувањето на тие протеински рецептори да биде во периодот кога за тоа е правиот момент. Рековме микронизација на честичките и употребата. Значи, од 750 милилитри до 1 литар од препаратот е сосема доволно за хектар површина. Или од 1,5 до 2 литра, зависно од фенофазата на развој на растението и културата која се одгледува. И нормално можниот потенцијал на зараза која секогаш имаме ние можност да ја согледаме со една стручна, целосна обиколка на теренот, преглед и така да се констатира сето тоа што е потребно.
Кога ние зборевме за крушата или за дуњата и за ервинијата, мора да кажеме тоа го збориме од причина што тој препарат тука ќе биде едно квалитетно решение за таквото нешто кое Хемомак го прави и прави со многу други такви биофунгициди и други препарати кои на вистина заслужуваат внимание. Ако збориме за крушката и за дуњето, не помалку и помали ефекти ќе имаме примерно при заштита на јаболкото. Знаеме ние дека јаболкото го прскаме преку 20-25 пати. Дали е тоа за вентуријата, дали е тоа за карпокапсата, дали е тоа за пепелницата и другите форми, тука со примената на ваксиплантот за сузбивање на бактериските племеници кај јаболкото, економските значајни болести, како што е чадливата краставост, дамкавоста на листовите, она што рековме во вентури и неквалисот, и тука ние со тоа постигнуваме на квалитетна, трајна, успешна заштита на јаболкото од разни тие чинители, токму со примената на ваксиплантот. Значи, и тука има начин да се знае дека препорачаната таа примена како превентива прво во фаза на миши и уши, кога е јаболкото, да кажеме, и до започнување на бербата, тој може да се применува како препарат, каде што сосема доволно е 1 литар од средството на хектар површина. Сега, која е фенофазата на разбојот? Тука количината на раствор по хектар површина, ако е во првите фенофази, кај овощарството примерно 400, 600, 800 литра, во покасните фенофази, кога е интензивен порастот на растенијата, со листната маса, со плодоносењето, со можностите на појава на овие болести и така натаму, тука веќе може да се оди со поголема количина на раствор по хектар површина и тоа што го спомнавме за ефикасноста и за опфатноста на целата листна маса, која покасно се абсорбира и доаѓа во клеточниот дел на тие рецептори за кои зборевме, протеински рецептори на клетката, тоа мора да се направи со максимална микронизација на честиците и јак млаз со турбуленција, кој ќе го опфати целиот лисен потенцијал, кој ќе ги фати младите гранчиња, кој ќе ги фати плодчињата, да тие бидат на вистина со таа максимална микронизација на честиците, бидат на вистина во еден прав опфат на целото растение. И под таквите услови ние имаме фантастичен резултат. Дали треба 1, 2, 3 прскања? Голем дел од оние комерцијалните заштитари, ќе ги кажеме, тоа го прават на секоја недела по едно прскање и демек заштита е сигурна. Ние со тој принцип веќе оддавна расчистивме. Струката и науката зборува следливоста во заштитата на растенијата е основниот чинител дали треба, кога треба и колку треба третмани да има одреден насад. А сето тоа е следливоста на температурата, следливоста на релативната влажност на воздухот, следливоста на потенцијалот од можниот потенцијал од патогенот кој е присутен и дали е присутен. Сите тие фактори струката ги констатира и врз основа на тоа дава налог за третман кој треба да биде квалитетно извршен. Тука рековме, оние дизни на бренерите, мора максималната микронизација да ја итекако овозможат, затоа што голем дел од инфективните процеси на опачината на листот.
Затоа што младото плодче, зафатено од лисната маса овде, може и да не дојде во контакт и да не биде заштитено, и тука може инфекцијата може болеста да прошверцува. Со микронизацијата на честиците, со таквото нешто кое се случува со квалитетните турботонизери кои ги има, па чак и оние грбните прскачки кои се сега на електричен погон, на батерии, да кажеме, тука се постигнува навистина еден фантастичен резултат во успешноста на квалитетна заштита на било кој насад. Ваксиплантот, почнувајќи од почетокот на развојот на вегетацијата, рековме, дали е тоа градинарска култура, дали е тоа цвеќарство, дали е тоа култура од гледување на отворено, дали е тоа овоштарство, лозарство. Сето тоа е опфатот каде што ваксиплантот си го наоѓа своето место и може навистина да даде фантастични резултати. Ние првичните наши истражувања кај доматата, дали е тоа за левелулата, дали е тоа за псевдомонасот, бактериските овие пламеници на домат и така натаму. Тука, дали е тоа за ботритисот, тука ваксиплантот постигнува фантастични резултати. И тука ние имаме навистина со еден квалитетен стручен пристап. Благодарноста ќе биде голема за таа новост која Хемомак ја пласира во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделското производство на што го имаме во нашата држава, со цел да се добие квалитетно производство во кое мора тоа да го потенцираме, нема резидуи и имаме квалитетно нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот, а и за европскиот пазар. Погледнавме за ваксиплант, што ќе препорачаме за крај? Тоа е за мене еден фантастичен чин, со восхит го зборам, бидејќи досегашните принципи кои беа производство на фитофармацевски производи повеќе од со содржини на отрови, Европската заедница ги забрани. А сега се оди кон продукција на некои производи кои се применуваат во во производството, за да го заштитат имунолошкиот систем на растенијето, да тоа биде отпорно према одредени болести. Токму таа е функцијата на ваксиплантот, што го видовме, дека во иднина со тој и слични такви препарати, со восхит ќе ги представуваме како и на кој начин растенијето да ја стекне имунолошката система по однос на напад од пепелница, од ботритис, од тие болести, а да при тоа го имаме и потенцијалот да го даде генетскиот потенцијал на род и да имаме квалитетно и добро производство за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани на крај од ова издание на Агроспектар, ви благодарам за времето и вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.